Јас сум Кристина, а ова е Да Солателје подкаст. Здраво, драги мои! Ево ме со нова епизода. Ви се јавувам со една кратка тема. Оваа епизода ќе биде прилично кратка, но мислам дека ќе биде толку моќна и една од оние епизоди што можеби ќе го забрзаат вашиот личен раст. Точно оваа тема е причината зашто некои луѓе растат брзо, а другите не. Темата е, како што гледате во насловот, избегнување непријатности или непријатни ситуации или непријатни моменти. И ова е еден механизам што е вроден во нас, односно ние го имаме, нашиот ум го има како одбранбен механизам, значи нашиот ум не штити да немаме стресни ситуации, да немаме непријатни, да не се чувствуваме под стрес, непријатно и така натаму, но ова итекако знае да ни штети. Ние посебно на нашите простори или на Балкан, сме специјалисти. Значи, ние сме го зеле овој механизам и сме докторирале. Значи, толку знаеме да избегнуваме, да се правиме луди, да го ставиме проблемот под тепих. Едноставно, не се спомнуваат некои теми, не се разговараат, не се кажува во лице тоа што се мисли, се премолчува, се избегнуваат некои ситуации, не се разговара на нешто, се трпи и сето тоа се случува затоа што во нас постои тој јак механизам кој вели мене ми е непријатно и таа непријатност е на телесно ниво, значи длабоко во нас и ние го чувствуваме со сензации, не само со емоции. Да, мозокот не чува и тоа е негова задача, но на долг рок тоа ни штети. Така е со луѓето, например, што имаат плюс 40-50 килограми. Значи, тие цело време избегнувале непријатности, кога имале 2 килограми повеќе, кога имале 5 килограми, 10 и така натаму, значи, тие не им се случило нив преку ноќ да има 40 или 50 килограми плюс, но тие цело време нешто избегнувале. Тоа е исто и со партнерските односи. Значи, кога доаѓаат до развод или до пукање, тоа е цело време нешто се трпело, не било искомуницирано или не биле луѓето искрени. Значи, цело време се избегнувале непријатности и потоа дошло до раскинување, до пукање, затоа што едноставно ние не можеме да го поднесеме тоа на долг рок. Јас познавам една личност во моја блиска околина која има такво мото во однос на нејзиниот партнер, каде што премолчува. Не му ги кажува работите, не му кажува што и смета, како цел дека ќе дојде тој момент кога таа ќе му наплати или ќе дојде тој момент кога тој ќе бара услуга од неа или што и да е, не сваќајки дека цело време таа страда, е фрустрирана, што и кај не се гледа дека таа има повеќе хронични болести и така натаму, значи трпењето или тоа избегнување на непријатности на долг рок ни штети во сите сфери, како ментално, така физички, телесно, ни ги растура односите, самодовербата и како е важно да се позанимаваме малку со оваа тема. Па прво нешто што правиме кога избегнуваме непријатности, тоа е одложување. Значи, одложуваме да одиме на доктор, тоа често кај машките е активно да не одат на доктор, да избегнуваат, се одложуваат разговори важни, се избегнува да се каже вистината во лице и така натаму. Второто нешто што се прави кога се избегнуваме непријатности е дистракција. Како и сите зависности кои се настанати, се од причина од оваа тема, едноставно се избегнувале некои тешки теми, тешки емоции и се преминало во зависност, дали е тоа алкохолизам, дрога, тој да е, значи се заминало во друга крајност, само да се покријат овие теми, да не се размислува на тоа што е непријатно. Трето нешто за што мислам дека посебно жените се феномени на оваа тема, а тоа е трпење. Значи, да трпат, затоа што се вели дека биди паметна, прекјути и така натаму. Тоа често се знае во пријателските односи, да не се каже мислењето, да едноставно да се кјути и после подолг период се чувствува дека не функционира односот. Ево тоа можете кај себе да си го преиспитате, кај некои можеби ваши стари односи, стари пријатели или можеби моментални пријатели, дали сметате дека не се искажано и поради тоа се разладил, се променал односот. Оскар Валд вика: пријател е оној човек што ќе те забоди во стомак, а не пријател во грб. Што значи тоа? Дека јас според мене сметам дека често треба пријателот да биде тој што ќе ти каже: еј,
ова што го кажа ме повреди, или зошто се однесуваш така према него, или зошто си се запустила, зошто не води сметка за себе. Значи нешто што ќе ти каже искрено. И тоа како што зреам и како што работам на себе, и како што работам со многу луѓе, сваќам дека тоа ми е многу битно. И ги селектирам тие луѓе што ја имаат таа слобода, ја имаат таа способност да се соочат со тие непријатни емоции и да ми го кажат тоа на искрен начин. Важно е да се изговорат тешките работи, тоа на долг рок ќе ни служи. Исто така како една од компонентите, освен одложување, дистракција и трпење, е игнорирањето. И многу луѓе знаат и те како ова вештина да ја разработат кај себе, односно да игнорираат и да се прават на луди дека некој проблем не постои. Но проблемот нема да исчезне. Посебно ако тој е силно емотивно влијаел на личноста. Значи нема да исчезне. Ќе се јави во друга форма и она што го викам јас, тоа се лекции. Ако завршиш со еден партнер, а не си го решила проблемот, ќе ти се јави кај другиот партнер или во друга личност, така да додека не се соочиме со проблемот, со таа лекција која треба да ја научиме од тој проблем, тоа нема да заврши. И разликата помеѓу луѓето што растат, што брзо се гледа личен раст кај нив, е тоа што кај едните се соочуваат со непријатни ситуации, ја имаат таа резилиентност, таа отпорност, знаат да го кажат мислењето, знаат да ги направат тешките разговори, а овие другите не. Тоа често е поврзано и со родителувањето, односно со воспитувањето, како сме биле воспитани. Дали ни било дозволено да го кажеме нашето мислење? Дали ако сме му дале можеби критика на нашиот родител, било тоа добро дојдено или прифатено? Како нас не критикувале? Колку сме имале слобода на говор и така натаму. Често луѓето не се спуштаат во јавен настап, не ги променуваат односите, не бараат повисока плата, не менуваат работа, не поставуваат граници, затоа што сето тоа знае да биде непријатно. И често ми поставуваат прашање, кога се работи за граници, затоа што ова тема доста имам обработено, како да поставам граница, а да не чувствувам вина? Никако. Тоа не постои. Зошто? Затоа што не е проблем во вината. Проблемот е тоа што ти не можеш да издржиш таа вина, не можеш да стоиш со тие емоции. Затоа ги правиме терапиите, да можеш да се носи со емоциите, да станеш резилиентна, отпорна на тие емоции. Покрај што постојат тие емоции, ти да го направиш разговорот, да ја донесиш одлуката, да превземиш акција. Сега, како да го надминиме ова, односно како да се научиме да не ги избегнуваме непријатните ситуации или непријатностите? Прво е да станеме свесни што е тоа што го избегнуваме. Која е таа тема? Која емоција избегнуваме? Во која сфера? Дали е тоа брак, дали е во однос на нашето тело, дали е во однос на односите? Кога ќе знаеме свесно што е тоа што го избегнуваме, пола работа сме завршиле. Затоа што викаат, можеш другите да ги лажеш, себе не можеш да се лажеш. Тоа не е точно. И те како можеме да си продадеме себе некоја приказна, да си направиме некоја фикција, да си поверуваме во неа. Ама кога сакаме вистинска промена, мора да бидеме искрени со себе. Мора да се соочиме колку и тоа да не ни се допаѓа. Втората работа е да почнеме со мали чекори, односно со мали соочувања. Сега, например, ако ни било тешко да бараме помош, не мора одма да бараме од некоја личност каде што ќе ни биде толку многу непријатно. Можеме да почнеме со мали работи, например, да го замолиме на некој надвор да ни отвори вратата, да ни придржи вреќата или што и да е. Значи, со мали работи каде што нема да имаме толку емоционален отпор. Или да излеземе надвор без телефон, колку сме сите патолошки врзани со телефоните. Дај да излеземе надвор до продавница, до пазар или било каде што ќе ни биде малку непријатно без телефонот. Или ако сме седеле, имале некои навики, сме седеле од една страна, дај да ја промениме страната. Ако сме носеле сат на десна страна, да носиме сат на лева рака. И така некои промени кои не се толку драстични, ама сепак ни прават да се чувствуваме малку непријатно и тоа ни помага да секојдневно и на долг рок можеме да станеме поотпорни на непријатности.
Истото и со границите. Значи, кога ги вежбаме границите, ние не поставуваме директно граници на луѓето со кои премногу сме емотивно врзани. Не, прво на тие луѓе, например, на комшиите, на пријателите, на луѓето од надвор, па потоа кај тие луѓе што сме емотивно врзани. И третото нешто што ви го препорачувам како вежба тоа е дневник на одложување, што им го давам исто и на моите клиенти, каде што од сесија до сесија го прават овај дневник и потоа заедно го разгледуваме. Во овај дневник има 4 прашања, каде што првото прашање е што е тоа што го избегнав денес. Значи дневникот го пишуваат секоја вечер и одговараат на овие прашања. Можете вие тоа да го направите, да ми оставите фидбек. Што е тоа што го избегнав денес? Некои луѓе не се тоа само негативни емоции, не се тоа само како страф, лутина, бес, него постои некои луѓе како го избегнуваат мирот или го избегнуваат уживањето, затоа што тоа им создава нелагодност, непријатност. Што е тоа што го избегнав денес и зошто го направив тоа? Например, не му го кажав на шефот тоа што го мислев, затоа што мислев дека ќе добијам отказ. Можеби нема од тука да направиме голема промена, ама ќе бидеме првенствено свесни за тоа што ни се случува. Третото прашање е како би се чувствувала да се соочам. Да едноставно ги освестиме тие емоции, затоа што често стравот не е толку голем колку што ние го правиме. Да едноставно станеме свесни за која е таа емоција што ја чувствуваме. И четвртото прашање е што е тоа што следен пат ќе го направам поинаку. Затоа што во психологијата и општо во тој свет викаат она правило 10%, дека подобро е да направиш 10% промена е доволна некогаш за да се случи голема промена. Кога редовно правиме 10%, тоа е доаѓа до голема промена. Јас често викам дека тешките разговори водат до лесен живот. Запамтете го ова затоа што можеби некогаш ќе немате прилика да го изразите вашето мислење и можеби некогаш сметате дека е толку непријатно, а всушност е ослободувачки. Како што кажав на почетокот, да избегнуваме непријатности, тоа можеби ќе ни даде мир на краток период, но не мир на долг период и тоа може да не оштети ментално, физички, телесно, да ги оштети нашите односи, нашата самодоверба, сликата за нас. Па размислете сега во кој дел од вашиот живот, во која сфера ги избегнувате работите, која емоција ја избегнувате. Ако ти е претешко да станеш резилиентна, односно да ги правиш тие вежби сама, те поканувам да ми се придружиш со хипнозата. Тоа е нешто што обавезно се зајакнува во нас. Тој мускул што хипнозата го јачи, посебно со редовно слушање на хипнотичката снимка, каде што ти дава сила, ти дава можност, ти дава таа моќ, ти ја дава да можеш да ги направиш тие невозможни разговори, тие невозможни одлуки, тие невозможни акции. Добиваш сила од внатре и тоа ти станува природно, да можеш да застанеш зад себе. Доколку ова ти служеше, сподели ја епизодата и се слушаме во другата. До следната епизода ти испраќам љубов.